Огранокот за производство на електрични возила на Форд соопшти дека ќе го намали производството на Мустанг Мах-Е и ќе го одложи пуштањето во функција на новата фабрика за батерии покрај продадените 20.962 електрични возила во третиот квартал на годинава. Испораките на електрични возила на компанијата се зголемија за 44%, што доведе до вкупен раст од 26%. За жал, тоа е пирова победа. И покрај поголемиот обем, загубите на електричните возила продолжија да растат во третиот квартал, при што компанијата забележа оперативна загуба од 1,3 милиарди долари. За целата 2023 година Форд очекува загуба од 4,5 милиарди долари на електричните возила. Соодветно на тоа, Форд го намалува производството на Мустанг Мах-Е и го одложува стартувањето на една од двете фабрики за батерии што планира да ги отвори во Кентаки. Компанијата не соопшти колку долго ќе ги одложи своите инвестиции за електрични возила или фабриката за батерии. Дополнителен притисок врз трошоците на Форд ќе се изврши со пробниот договор со синдикатот на работниците во автомобилската индустрија, што вклучува зголемување на платите од 25% за 57.000 работници во период од 5 години. Според проценките, новиот договор со синдикатот ќе ги зголеми трошоците за работна сила од 850 до 900 долари по возило. До сега, поради 41-дневниот штрајк на синдикатот, резултираше со изгубено производство на 80.000 возила, со што практично беа збришани 1,2 милиарди долари од приходот во третиот квартал.